Алина Хустак е ромка од Србија. Ова игралиште на кое си играат незините деца се наоѓа во Берлин, а комплексот представува прифатилиште за барателите на азил. Од околу 600 баратели кои живеат овде, 1/4 се претежно роми од Македонија и Србија. Чекаат шанса за спас, но и да не добијат, спокојни се што барем зимата ја минале на топло и нахранети. Било ми е сваки дан најтеже, кад немаш што да куваш децама. И кад видиш да не можеш да напредиш. Ето, тој било најтеже од све. Удобноста на овој трособен стан, доделен од страна на германската влада додека трае процедурата за барање азил, е комплетна спротивност на животот која Алина го имала во Србија, без струја, без вода и без доволно храна. Играчки за незините деца биле само пуст сон. Таа не би знаела што ќе прави, доколку треба да се врати во Србија ако незиното барање за азил биде одбиено. Плакала би живота ми, не знам како би издржала, пошто смо навикли скоро овде. Незгодно ќе бити куќи. Но малкуми не успеале во мисијата која пред себе си ја задала Алина. Европската унија е експлицитна. Социјоекономските услови не може да бидат основ за добивање азил. А со напливот на така наречените лажни азиланти од Србија и Македонија, надвисна опасност од губење на безвизниот режим за земјите од Западен Балкан. А како Македонија одговори на оваа закана? Бројот на азиланти се намали. Европската комисија напати дури ја пофали земјата. Но активистите за човекови права ја спорат мерката. Имено, на граѓаните кои полицијата ќе се посомнева дека може да бидат баратели на азил, таа им забранува излез од државата, а неретко и црни печати ги закитуваат нивните пасоши. Елвис Адилов е ром од Делчево. Семејството го прехранува со сезонска работа во Црна Гора. Но годинава Елвис не стасува на својата дестинација. 5 години одам по Црна Гора, немам никаква забрана. Сега одам на 2 пати, враќаваме. Првиот пат због причина немате гарантно писмо, не знаеме кај идете и не врати. После ние на газата звониме, газата не праќа оригинал преку пошта, не стига тоа. Оригинал преку писмо, одеме ние на граница, они гледаат тоа, имате забрана од владата, роми да не смее да се пуштат, да мине граница. Да. Због која причина да немам излез? А због која причина е тоа? Владата, зашо сме ние? Дека живееме у Македонија или живееме, или од Тунгиз или живееме, или сме држави? Немаме ние, не сме македонци да се предаваме за бугарски паш. Ние сме роми, у тоа Македонија тука живееме. Немам излез, значи нигде, од сегде не е запал. Он шо не нас смета? 100 кили? Шо не смета нас? Зашо не сме? Ставијали ви некој знак на пасоша? Ево и знаци, да не може да напуштиме државата, никаде не напуштиме. И зашо са тие печати, нека ни каже тај господин Груевски. Граѓаните и дел од нивните представници во парламентот обвинуваат за дискриминација, но и за противуставно делување на власта. Никој не смее да те спречи да се движиш слободно било каде, па макар и во твојата земја. Таа е универзална декларација, член 13 став 2. Тоа е подпишано и не смее тоа. Ова кај нас сега е тотална дискриминација. Од полицијата пак велат, оваа акција е законска и не е селективна кон ромската популација. Сите македонски државјани се еднакви пред законот и законот подеднакво важи за сите македонски државјани. Доколку некој македонски државјанин прекршил одреден пропис, без разлика дали станува збор за македонец, ром, албанец, србин, турчин или од некоја друга етничка група, Министерството за внатрешни работи постапува еднакво кон сите. Сепак, невладините активисти тврдат дека законот не е уставен. На луѓето не може да им се забранува излез од земјата. Transparency International во меѓувреме поднесе иницијатива пред Уставниот суд за да се оценува уставноста на овој закон. Имавме случај кога граѓани на враќање во Република Македонија на граничен премин им биле задржани, односно одземани патните исправи, кои што се лични документи кои што ги користеле при патувањето во странство.
Сега во целата таа ситуација, значи разгледувајќи ги сите околности на она што беше пријавено, имавме два елементи. Едниот елемент беше дека полициските службеници на некои од лицата на кои им ги земале пасошите по истиот основ, повторно им ги вратиле откако примиле подкуп. Значи тоа беше едниот дел од пријавата, а вториот дел беше дека на граѓаните им се одземаат тие патни исправи и тие прашуваат дали тоа навистина може така да се прави. Законот вели дека може? Откако ние ги проучивме сите правни норми кои се однесуваат на оваа материја, видовме дека всушност и законот и уставот вели дека не може. Значи, затоа ние поднесовме иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија, укажуваме дека Законот за патните исправи на државјаните на Република Македонија е спротивен на Уставот на Република Македонија, односно е спротивен на неколку одредби од Уставот на Република Македонија кои што ги гарантираат правата на граѓаните да можат слободно да се движат и да патуваат надвор од државата и слободно да можат да се вратат назад во државата. Од Европската комисија велат тие не гледаат на овие мерки со одобрување и покрај големата загриженост за азилантите. Glavni problem je naravno to što sam već prije spomenula, socioekonomski. Ljudi koji traže bolji život, koji nemaju mogućnosti da žive. Ja ne znam koliko Makedonija učini za ona mala sjela gdje nema dobrih uslova za život i naravno gdje nema mogućnosti za integraciju manjina. To je veliki problem. Zbog toga ljudi traže neki bolji život. Naravno, kriteriji su poznati. Makedonija je učinila sve da je ušla u bezvizni režim. Bitno je bezbednost granica, borba protiv organiziranom kriminalu, protiv trgovini sa ljudima i slične stvari, suradnja između policije i bezbednost dokumenata, pasoša. Dakle, puno postoji kriterija i Makedonija je u monitoring procesu, kao sve zemlje Zapadnog Balkana. Komisija je, ja mislim, više ili manje svaki dan u dijalogu sa vlastima, što je još moguće da se učini. Ali naravno problem je ako ti sada na granici zaustaviš neki autobus sa ljudima koji su ili Romi ili Albanci, to znači i diskriminaciju. А социоекономското прашање е она со кое секојдневно се соочуваат многу од ромите кои живеат под прагот на сиромаштија. Ние бараме работа, пошто господинот Груевски што не ги дава овие 2000 динара, со 4-5 членно семејство со 2000 динара не се живее. Ако ни е добро во Македонија, тука во село Црник, ако сме вработени, нема да одиме никаде, ни у странство нема да одиме никаде. Осеќаме се дека сме гладни, немаме доволно екзистенција за живот и мора да одиме да работиме. Во моментов е зима, а зимата за многу наши сограѓани значи и обид за излез од земјава и барање азил. Барање некое топло и сигурно место со редовен оброк за да се презими. Место како прифатилиштето за азиланти во Германија, каде во моментов е Алина.